По 1360 денари просечно заштедило секое 4-члено семејство од ограничените маржи и намалени цени на дел од производите за еден месец. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши истакна дека ваквата заштеда е само за оваа мерка, а кога би се зело во предвид повеќето, граѓаните на месечно ниво заштедиле вкупно 3000 денари. Додава дека тоа го потврдуваат и податоците на синдикатите. Нашите податоци покажуваат дека искажено во заштета во пари за едно 4-члено семејство, на месечно ниво заштетата од ограничените маржи и намалените цени на дел од производите изнесува до 1360 денари по семејство, во зависност од начинот на исхрана како и до изборот на маркетите каде што се набавува истата. Тука треба да напоменам дека минатата недела кажав дека мерките што ги донесевме, со тие мерки граѓаните заштедиле околу 3000 денари, а тука се зборува само за една мерка, да не ме сватат погрешно граѓаните, значи сега зборуваме само за оваа мерка. Тоа го потврдуваат и податоците на синдикатите од нивната синдикална кошница, каде што во октомври во делот на храна и пијалоци е намалена за 935 денари. Тоа укажува дека мерките на владата кои што се во моментот на сила дале резултати и цената на храната за еден месец е намалена. Она што е предвидено за наредниот период е дека ќе има мерки за божикните, рамазанските и великденските празници, во зависност од тоа што најмногу се троши во тој период. Во наредниот период, како што најавивме, ќе има божична кошница, рамазанска, великденска кошница. Овие кошници ќе имаат различен состав на производи во зависност од тоа што најмногу се троши во тој период. И во диалог и со производителите и со трговците ова мерка ќе ја креираме да биде во интерес на сите и да биде лесно применлива. Значи, цело време сум на состанок со производителите и дистрибутерите и со сите други засегнати страни, за на крај кога ќе донесеме наредната одлука или наредната мерка во влада, значи да биде и интересот на граѓаните, заштеда на животниот стандард, но и да не се штедат и да не направиме штета на производителите и на дистрибутерите. Она што е важно да кажем дека овие мерки односно кошнички нема да траат повеќе од еден месец. Односно предвидени се со пократок рок на траење од 15 дена до максимум 30 дена. Очекувам дека од почетокот на следниот месец, ноември, ќе има дополнително намалување на цените, бидејќи како што знаете пред еден месец започна примената на законот за нефер трговски практики и очекуваме со новите залии на производи во маркетите да има и нови пониски цени. Она што од денеска настапува е одмрзнувањето на цените, па по тој повод министерот истакна дека нема да очекува зголемување на цените од страна на трговците. Доколку се дојде до покачување на истите без никаква основа, тогаш министерството ќе ги превземе сите мерки кои што ги има на располагање и ќе зеде поригорозни одлуки се со цел да се заштити животниот стандард на граѓаните.